декември 2019 година Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во рамки на меѓународна полициска операција, заедно со полициските служби на Шпанија и Колумбија, а во координација на службата за борба против дрога на САД ДЕА, спроведе полициска операција за лишување од слобода на лица, членови на меѓународна организирана криминална група, што организирала транспорт на 700 килограми кокаин од Јужна Америка во Европа, кој што при продажба на големо би достигнал цена во вредност од околу 20 милиони евра. Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал во периодот јули-декември 2019 година, во координација со јавен обвинител во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, презеде низа мерки и активности за утврдување на активностите на организираната криминална група, предводена од двајца македонски државјани. Заради размена на информации и договарање на активности и во рамки на предистражната постапка, Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал оствари низа средби и координирани состаноци во Скопје и Мадрид со полициски службеници од Шпанија и ДЕА. Целта на меѓународната операција беше сузбивање на организирана криминална група и лишување од слобода на лицата идентификувани како дел од меѓународна криминална мрежа составена од криминални соработници од Северна Македонија, Шпанија, Колумбија, Белгија и други држави. Членовите на ова организирана криминална група по инструкции на лидерот на групата организирале транспорт на вкупно 700 килограми кокаин од Колумбија до Шпанија. Членовите на меѓународна организирана криминална група на лице идентификувано како капетан на брод му исплатиле парични средства во вкупен износ од 850.000 евра како дел од сумата договорена за извршување на транспортот на кокаинот од Колумбија до Шпанија. Дрогата е заплената во Мадрид, Шпанија на 18.12.2019 година. Целата меѓународна операција беше координирана од полициски штабови поставени во Скопје и Мадрид, каде присуствуваше и наш полициски службеник од оддел за сузбивање на организиран и сериозен криминал. Во рамки на спроведената меѓународна операција беше идентификуван и документиран модусот на организирање и транспорт на наркотична дрога кокаин, кој фаќаше набавка на наркотична дрога кокаин од Колумбија и нејзино пренесување во Шпанија за натамошна продажба со цел стекнување на противправна имотна корист. Лидер на оваа група е прво пријавениот ВБ, кој заради впишана забрана за патување во земјите од Европската Унија го ангажирал неговиот брат ВБ резидент на Белгија, со кого остварувал редовни контакти и средби во Скопје и во период јули-декември ги договарале чекорите за пренесување и дистрибуција на кокаинот. Откако биле договорени сите детали на преземањето на наркотичната дрога кокаин во Мадрид, Шпанија на почетокот на месец декември, пријавената СС по инструкција на незиниот сопруг ВБ направила резервација на апартман во Мадрид на име на неговиот брат ВБ и истата го платила со сопствена кредитна картичка. Исто така, СС во текот на месец октомври 2019 година отпатувала за Мадрид преку Софија, за да во име на незиниот сопруг ВБ од НН шпански државјанин подигне износ од 10.000 евра, најверојатно поврзани со криминални активности на оваа криминална мрежа. На денот на преземањето на наркотичната дрога кокаин, 18 декември 2019 година, во симултана операција во Шпанија и Северна Македонија, лишувањето од слобода на лидерот на групата во Република Северна Македонија беше реализирано, веднаш по лишување од слобода на неговиот брат и двајца шпански државјани. Во Мадрид од страна на шпанската национална полиција, во момент на преземање на комбе Рено со 700 кг наркотична дрога кокаин. Карактеристично за оваа организирана криминална група е тоа што комуникацијата се одвивала на лични и непосредни средби, остварени помеѓу членовите и тоа во Скопје, Македонија, Мадрид, Шпанија, Белград, Србија, Дубај, Канкун, Мексико
и Картагина, Колумбија, и преку интернет комуникација со висока заштита. На 19 декември 2019 година, Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција поднесе кривична пријава против две лица, и тоа ВБ, 54 од Скопје, и неговата сопруга СС, 59 од Скопје, за сторено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции, прекурсори по член 215 став 3 од Кривичниот законник на Република Северна Македонија. Македонската полиција во меѓународна полициска операција имаше клучна улога во поглед на идентификување на криминалната група, се покажа како рамноправен партнер со останатите полициски служби кои беа дел од оваа меѓународна полициска операција. Во изминатиот период, македонската полиција постигна забележителни резултати при реализација на меѓународни истраги со обележје на организиран криминал, каде имаше воспоставено партнерски однос со полициите од Западна Европа. Придонесот на нашата полиција во сузбивање на меѓународни организирани криминални групи инволвирани во недозволена трговија со дрога беше препознаен од страна на ДЕА како резултат на долгогодишна успешна соработка. Оделот за сузбивање на организиран и сериозен криминал и понатаму презема истражни мерки и активности во рамки на оваа меѓународна операција, особено заради тоа што постојат индиции за мешаност на уште еден турски и уште еден грчки државјанин за кои дополнително ќе се утврдува поврзаноста со активностите на оваа група и ќе се преземаат сите мерки за завршување на оваа операција успешно како и до сега. Денеска сум пред вас, бидејќи предметот за кој што сме собрани е во моје предметно постапување. На 19.12.2019 година донесов наредба да се спроведе истрага против две лица, македонски државјани, поради постоење основано сомнение дека истите имаат извршено кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотична дрога, психотропни супстанции, прекурсори по член 215 став 3 во врска со став 1 од КЗ. За да го преведеме тоа да биде појасно што тоа значи, тоа значи дека предмет на работа е група, односно припадници на група кои што имаат превземено действија на неовластено купување заради неовластено продавање на наркотична дрога. Наркотичната дрога е купена од Колумбија, станува збор за кокаин. Истата е потоа неовластено пренесена преку Атлантскиот океан, за да на крајот биде скриена во еден магазин во Мадрид, додека да се најдат купци. Оној момент кога се најдени купците, тогаш дрогата е пренесена од магазинот во возилото, кога и всушност доаѓа до апсењето. Поврзаноста на сторителите во Мадрид и сторителите во Скопје беше јасна и евидентна. Она што направивме за да ги потврдиме основаноста на сомнението беше да се побара од судија на претходна постапка наредба за да се изврши претрес, и претрес извршен на две локации во Скопје, од кои што едната локација е местото на живење на двајцата обвинети. При претресите пронајдени се докази кои што се доволно силни за да во овој момент се потврдат основаноста на сомнението. Сигурно ве интересира што ќе правиме во иднина. Прво нешто што ќе биде, тоа е ќе се оствари една координативна средба со нашите колеги, не само во Шпанија, сите останати обвинители во земјите каде што потекнуваат сторителите на кривичните дела или каде што се превземени действија на извршување. На таа координативна средба ќе се споделат информациите, ќе се разгледаат доказите кои што се прибавени при претресите и ќе се заземе заеднички став во кој правец понатака истрагата ќе се движи. Истрагата треба да ги дооткрие сите сторители и учесници во ова кривично дело, треба да прибави доволно докази на законит начин. Доказите потоа ќе бидат разменети врз основа на Законот за меѓународна соработка во кривична материја, а кој закон се заснова на Конвенцијата за меѓународна соработка, Европската конвенција. Потоа, сето тоа треба да даде една јасна представа, една јасна слика што всушност се случило, кој од сторителите какви действија има превземено и каква улога има во самата структура на организираната група. Сето тоа за да се донесе, да се дојде до една опстојна јавно обвинителска одлука.